Се отстрануваат руинираните објекти во центарот на Куманово. Општината ангажираше екипи кои ги уриваат објектите кои се закана за безбедноста на минувачите и сообраќајот, бидејќи попуштиле зидовите и фасадите. Повеќето од склонопадните објекти во централното подрачје се во сопственост на приватни лица. Општината навремено доставила решенија сами да ги отстранат, бидејќи е далеку поевтино доколку се одбира компанија на тендер. Извршувањата ќе продолжат согласно лоцираните средства за административно отстранување. Кумановци со години бараат да се реши проблемот со ваквите руинирани градби. Има пуно. Како пешак, дали се чувствувате загрозено кога поминувате по Нормално. Треба ли да се реши состојбата? Па треба, не знам, овој требаше неки зградери, што да се прави, немам поима него. Ваѓа ту не мога да се погоди во цену. Грда слика веројатно и Па за има по Куманово, тој доста има. Треба ли да го задржат сепак автентичниот лик наместо да се уриваат? Па не, ова е веќе пропало, бре, овој. Тој, она сама ќе падне кој ден, болje тоа да сруши и овој. А иначе што во Куманово има и што треба да остане такој изграден, само да се реновира. Тој требаше многу порано да се сруши, него сега. Касно е. Требало е порано. Како пешак, дали се чувствувате небезбедно кога Па поминувате? небезбедно кога поминуваме, бегаме на другата страна. Ова не е единствен објект во Куманово. Не, има ги многу такви ги има. Треба да се реши целосно состојбата со нив. Па требало би да се реши, ако има финансија. Кој да финансира да се тоа изгради? Па видите, обично објектите во светот се изградуваат како што биле. И не треба да се менја тој што било. Автентичен лик. Автентичен лик, овој по изглед, поглед, а сега тие што прават, то не ми е јасно што прават. Мо треба тоа да се изгради, али да има ист лик како што има понапред, не да се руши. Секаде во свет, во запад, тоа го прават истото. Го доградуваат, али иста структура, исти поглед имат. Од општината посочуваат дека реагираат од она што ќе го видат на терен, но и по претставки од граѓаните. Од општинскиот буџет за уривање на ваквите објекти се одвојуваат 2,5 милиони денари.